Цените на становите во Македонија станаа неподносливо високи. Во Скопје веќе има станови по цена од 2600 евра по квадрат, па и повеќе. Како младите ќе стекнат свој кров над главата и како ќе формираат семејства? Прашањето е многу сериозно и важно за развој на државата. Не е ли време државните органи посериозно да излезат на терен, пошто ќе дадат одговор на дилемата? Како дојде до тоа рапидно да скокне цената на стамбениот простор? Инаку, добро е што пред еден месец Народната банка најави конкретни олеснувања за кредитирањето при купување или градење првоживеалиште, односно стан. Но дали е тоа доволно за решавање на проблемот? Добро е што пред известно време и владата најави изградба на државни станови, што ќе се продаваат по поевтина цена. Но се уште е неизвестно колку такви станови ќе има и дали тоа ќе успее да ги намали превисоките сегашни цени на стамбениот простор. Во меѓувреме, со истиот проблем на превисоки цени се судрува и соседна Грција. Тамошната влада завчера најави дека во Атина, Солун и Патра ќе се изградат 1500 до 1700 станови за домакинства со средни приходи. Се предлагаат и дополнителни решенија како државни гаранции и даночни олеснувања, како и по-прогресивен данок за празни станови. Европската Унија преку портпаролот на Европската комисија за проширување Гиом Мерсие го поздрави тоа што локалните избори во Македонија биле конкурентни и што основните слободи во голема мера биле испочитувани. Тој сепак нагласи дека изборите се одржаа во високо поларизиран политички амбиент и со некои процедурални недостатоци. Европската Унија ја охрабрува земјата да ги адресира сите препораки на Канцеларијата за демократски институции и човекови права ОДИХР, вклучително и за измена на изборниот законник. Опозицијата која доживеа историски дебакал ја слушам како се храбри, па дури и прави пресметки околу претенечки места. Сваќам дека се наоѓаат во тежок изборен нокаут, но со нереални математики само дополнително го иритираат народот. Ова го порача премиерот Христијан Мицкоски до опозицијските партии кои повикуваат на парламентарни избори и додаде дека им остава време да се консолидираат и да размислат дали ќе се осмелат да одат на предвремени избори, за кои кажа дека смета оти сега се непотребни. Затоа нека внимаваат што зборуваат и што посакуваат, може и да им се оствари, посочи Мицкоски. Да подсетиме, зимското сметање на времето започнува во недела во 3 часот наутро, кога стрелките на часовникот ќе се поместат 1 час наназад, односно времето во 3 часот ќе се смета како 2 часот. Секоја година зимското сметање на времето почнува во последниот викенд во октомври и трае до последниот викенд во март следната година, кога повторно настапува летното сметање на времето. Освен кај нас, зимското сметање на времето го применуваат и поголем дел од државите на европскиот континент. Европскиот парламент на 4 март 2019 година изгласа да биде укинато сезонското поместување на времето од 2021 година, но Советот на Европската Унија се уште нема донесено конечна одлука. Со синокешната вечер на млади пејачи во Штип започна традиционалниот Макфест. Вечерва ќе настапат пејачи кои се веќе подолго време на музичката сцена, а за во сабота е предвидена вечер за прослава на 40 години од фестивалот. Ке се пеат најголемите макфестовски хитови по изведба на Тања Кочовска, Силви Бенд, Питер Џон Босе, Владо Јаневски, Сашо Кигов Гиш, Ристо Самарџиев, Мики Јовановски Џафер и други пејачи кои оставиле свој белек на Макфест. Председателот на Србија Александар Вучиќ порача дека без разлика на сите притисоци, напредокот на Србија нема да биде запрен. Говорејќи за проекциите на ММФ, тој наведи дека Србија оваа година ќе има стапка на раст од 2,4%. До 2030 година Србија ќе има највисока стапка на раст во Европа од 4%. Ова се одлични показатели за еднината ако сме одговорни. Ќе ги стигнеме земјите што биле 300 години пред нас, рече Вучиќ. Хрватска синоќа ја зафати силно невреме со обилни дождови. Најпогодена беше областа Истра. Најмногу наварна во Ријека и Ровињ. Невремето го погоди и Загребскиот регион, каде што силниот ветар рушил дрвја и ги поплавил улиците. Прогнозите се дека за време на викендов во тој регион ќе следи ново невреме со дождови.
Обединетите нации поминуваат низ сериозна криза кога многу држави се погласно бараат реформа на оваа светска организација. Во таква атмосфера денеска се одбележува 80 години од незиното постоење. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш по тој повод оцени дека организацијата чија цел е светскиот мир, односно меѓународната соработка со цел постигнување општа благосостојба, се наоѓа пред нови предизвици. Дали и како тие предизвици ќе се надминат останува да се види. Лидерите на Европската Унија синоќа се согласија да одговорат на итните финансиски потреби на Украина во следните 2 години, но не одобрија и користење на замрзнатите руски средства во корист на Киев, како што претходно најавуваа. Белгија има резерви да се користат руските пари. Во заклучоците од состанокот стои дека Европската Унија е посветена на одговор на итните финансиски потреби на Украина за периодот 2026-2027 година, вклучувајќи ги незините воени и одбрамбени напори, и дека во согласно со правото на Унијата, руските средства треба да останат замрзнати се додека Русија не ја заврши својата агресивна војна против Украина и не ја надомести штетата предизвикана од таа војна. Уште една голема кражба во францускиот музеј. Околу 2000 златни и сребрени монети во вредност од околу 90.000 евра биле украдени од музеот на познатиот филозоф Дидро. Не се активирал алармот и иако кражбата се случила во неделата, дури во вторникот кога бил отворен музеот била забележена кражбата. Инаку пред неколку дена од крадци пострада и светски познатиот музеј Лувр во Париз. Кралскиот накит ограбен во Лувр е проценет на 88 милиони евра. Тамошната јавност бара одговори од претседателот Макрон како можело да се дозволи овој срам на Франција. По воведувањето на американските санкции против руските нафтени гиганти Роснефт и Лукойл се огласи и рускиот претседател Путин. Тој санкциите ги нарече непријателски чин кој не придонесува за подобри руско-американски односи и како обид за притисок врз Русија, кој според него ќе биде залуден. Ниту една земја која се почитува самата себе не действува под притисок, изјави Путин, и му порача на Трамп дека би требало да размисли за кого всушност работи неговата администрација. Претседателот Доналд Трамп објави дека ги прекинува сите трговски преговори на Соединетите Американски држави со Канада, откако владата на канадската покрајна Онтарио емитуваше реклама во која поранешниот американски претседател Роналд Реган негативно зборува за царините. Царините се многу важни за националната безбедност и економијата на САД. Врз основа на нивното невидено однесување, сите трговски договори со Канада се прекинуваат, напиша Трамп на својата социјална мрежа. Во пожар предизвикан од истекување на гориво по судирот на приватен автобус и мотоцикл, загинаа најмалку 20 лица, јавија тамошните медиуми. Како што изјавија надлежните, од 41 патник во автобусот биле спасени 21. Во слична несреќа минатиот месец загинаа 19 лица кога исто така се запали приватен автобус. Во Индија во сообраќајни несреќи минатата година загинале околу 180.000 луѓе.